Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер и добар ви еден сат во придружба на нашата македонска програма. Сите ве поздравувам и ви посакувам добро здравје, голема среќа, убава заедничка вечер, заедно со вашите најблиски. Следуваат најновите соопштенија од Ньюкастел и околината, понови вести од Македонија и вашите желби и честитки. Вечерва со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Петце Вртковски. Почитувани слушатели, да поздравиме еден многу добар слушател на нашата македонска радиопрограма. We have to say hello to a good listener on 2NUIFM, one Macedonian program. That is Frank Castioglione from Hamilton. Редовен слушател на нашата програма. А сега да продолжиме со најновите соопштенија. Пензионерското друштво Гоце Делчев од Ньюкастел организираат прошетка со автобус до Сиднеј во местото Пакли Маркет. И тоа во сабота на 17 ноември со поаѓање на автобусот од пред црковната сала во 7:30 сатот сабањето. Цената е $20 по лице. Исто така тие најавуваат дека пензионерската чланарина може да се платите за ова година ако се јавите во салата секој понеделник и четврток кај управата на пензионерското друштво Гоце Делчев. Едно ново соопштение за сите погреби во црквата Света Богородица овде во Ньюкастел. Црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручекот и сервирањето на истиот. За повеќе информации јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456 и кај Ристо Веловски на 0414 296910. Исто така може да се јавите и кај Саше Стојчевски на 0408 490148. Исто така може да се јавите кај овие лица ако сакате да ја земите салата за некои ваши веселби и други потреби. Ви стоиме на располагање. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49 684649. А полните да ги донесите кај Борис во сабота на 28 и недела на 29 октомври. Продолжуваме со најновите вести од Македонија. Мицковски му одговори на Мичол. Него прифаќаме договорот од Преспа. Договорот од Преспа е штетен за интересите на мојата нација и татковината, а како таков тој е неприфатлив за ВМРО ДПМН и огромното мнозинство граѓани на Македонија. Мицковски во отворено писмо му одговори на американскиот помошник државен секретар Вес Мичол. Мицковски вели дека и покрај бруталното полнење на кутии на изборите власта не обезбеди ниту приближно услови за референдумот да биде успешен, а истовремено, како што пишува опозицијскиот лидер, граѓаните и администрацијата биле под силен притисок на власта во текот на целиот процес, а институциите не преземале ништо. Опозицијскиот лидер потенцира дека не верува дека договорот ќе донесе мир и стабилност во Македонија, бидејќи убедливо мнозинство од граѓаните го отфрли на референдумот. Според Мицковски договорот,
кој го менува уставот и уставното име, ги поништува сите стекнати права на Македонија, ја присилува држава да се откаже од грижата за диаспората и овозможува ревидирање на историјата, не може да биде фактор за стабилноста во регионот. Мицкоски го информира Мичел дека пратеничката група на ВМРО ДПМН е едногласна и дека нема притисоци врз пратениците. Што се однесува до доделување на пратеничката група на ВМРО ДПМН во однос на уставните измени кои во моментот се во собраниска процедура, истото е плод на нашиот претходен став дека договорот не можеме да го прифатиме, кој беше едногласно прифатен, вклучително и од пратеничката група и притоа црпејќи го легитимитетот од референдумот кој се случува. И можам да ве уверам дека доколку има некакви информации за закани, уцени или било какви обиди за влијание врз нивното одлучување и одлучувањето на било кој пратеник, тога што е од кругови или поединци кои не се дел од структурите на мојата партија. Јас не прифаќам таков начин на делување и истиот го осудувам, пишува Мицковски. Лидерот на ВМРО ДПМН го предупредува Мичел дека за целиот процес избран е погрешниот човек. Во многу наврати ја предупредува јавноста и нашите меѓународни пријатели, исто да го посочував и денес. И овој процес му е доверен на човек кој не е искрен во намерите и ветува нешто што не може да ги исполни. Притоа, знаменосецот на таа идеја е посипан со десетици афери, сомнежи за криминал и отсутство на секаква волја за расчистување со случаите на корупција и вистинско владење на правото. Факторот време покажува дека впрочем најголемата опасност поради кој завзема влегува во криза е токму првиот човек на владата, пишува Мицковски во своето писмо, во кое потенцира дека Македонија својата иднина ја гледа во Европската унија и НАТО, но и верува во основните права на самоопределување, завршувајќи го со оптимистичка поговорка: секогаш е најтемно пред зората. Денешниот став на Мицковски е одговор на писмото на американскиот државен секретар, во кое тој ја изрази разочареноста на официјален Вашингтон од позиционирањето на опозицијата околу промената на уставот и како што вели, заканите кои доаѓаат до претениците доколку се решат да го поддржат договорот за промена на името. Се затвора Македонско село, проект кој беа инвестирани 6,5 милиони евра. Од утре се затвора комплексот Македонско село. Менаџерскиот тим одлуката ја објави на веб страницата на комплексот и на социјалните мрежи. Ве информираме дека менаџментот на комплексот Македонско село донес одлука за затворање на комплексот и истиот престанува да работи од 18 октомври, четврток, ова година. Ви благодариме за сите заеднички моменти, убаво спомени и посети во изминатите години, се вели во соопштението. Меѓутоа, оттаму не објавува повеќе информации за причините за затворање на комплексот. Од владата вела дека не биле информирани ниту за одлуката, ниту за причините. Во договорот случен меѓу СОЗ и концесионерот, представуван од компаниите Тинекс и хотелот Квинс, има член кој јасно определува дека за ваква одлука давателот на концесијата треба да биде известен најмалку 6 месеци однапре, се вели во соопштението од владата. СОС ги покани представниците на менаџментот на состанок за да информираат за причините за нивната одлука. Во комплексот инвестирани се 6,5 милиони евра, а се наоѓа наспроти манастирот Свети Пантелемој во Нерезе. Концесијата за Македонско село требаше да биде во времетрајање од 20 години. Комплексот го сочинува 12 тематски куќи, а секоја представува по еден град од Македонија.
zlati. Sedni tuka, sofra zakiti. Ej, junak golem, kako planina. Zapej pesna, nalej vino, da te pamti večno sino. Jaske odam, konj da donesam. Zapej pesna, nalej vino, da te pamti večno sino. Jaske odam, konj da donesam. Prokleti da se predavnici te, svoj od narod što go prodale. Ivo grobot štom će ležat, ti pari da im težat, kako kazna Božja presuda. Prokleti da se predavnici te, svoj od narod što go prodale. Pirej da im raste duša, usni da im grize suša, svetot dadi kome do veka. Dušman dojde živ ko fatilja, za parče zlato bratko predave. Ni tu vikna, ni tu pukna, v lice brata toj go pukna, Ivo nokta crna zavira. Ni tu vikna, ni tu pukna, v lice brata toj go pukna, Ivo nokta crna zavira. Prokleti da se predavnici te, svoj od narod što go prodale. Ivo grobut štom će ležat, ti pari da im težat, kako kazna
nema što da krijam, ama što mi ja vidova mare, noći jas ne spijam. Tvoj to medeno uste mome, slatki zboro i redi, koga sum kraj tebe mare, se za mene vredi. Ti si bela mare, sevda moja mila, snaga vita strojna, kosa kako svila. Dojdi ti so mene, lice da ti galam, ako ne mi dojdeš mare, celveg ja skježalam. Ti si bela mare, sevda moja mila, snaga vita strojna, kosa kako svila. Dojdi ti so mene, lice da ti galam, ako ne mi dojdeš mare, celveg ja skježalam. Čalgi mi svira pesna, drugari mi peja, salza tvoj ta ljubov mare, oči solzi leja. Ako majka ne te dava, zara tvoj ta mladost, ke te grab nam bela mare, moja da si radost. Ti si bela mare, sevda moja mila, snaga vita strojna, kosa kako svila. Dojdi ti so mene, lice da ti galam, ako ne mi dojdeš mare, celveg ja skježalam. Ti si bela mare, sevda moja mila, snaga vita strojna, kosa kako svila. Dojdi ti so mene, lice da ti galam, ako ne mi dojdeš mare, celveg ja skježalam. Ti si bela mare, sevda moja mila, snaga vita strojna, kosa kako svila. Dojdi ti so mene, lice da ti galam, ako ne mi dojdeš mare, celveg ja skježalam. Ti si bela mare, sevda moja mila, snaga vita strojna, kosa kako svila. Dojdi ti so mene, lice da ti galam, ako ne mi dojdeš mare, celveg ja skježalam. Ako ne mi dojdeš mare, celveg ja skježalam. Site da se napija, kapa silno neka udri, surli neka vi.
prosite da se napija. Cela večer, majko, tapani se sluša, Jana moma orovodi, svadba je deneska. Cela večer, majko, tapani se sluša, Jana moma orovodi, svadba je deneska. Svadba je golema, denese žena. Jana je ljubava, moma ja, zemam jas. Tapan silno neka udri, surli neka vija, daj otkiten vardak, majko, site da se napija. Tapan silno neka udri, surli neka vija, daj otkiten vardak, majko, site da se napija. Silno tapan šuka, kako grom da udira, kolku Jana jas ja ljubam, znaje cela radika. Silno tapan šuka, kako grom da udira, kolku Jana jas ja ljubam, znaje cela radika. Slava je golema, denese žena. Jana je ljubava, moma ja, zemam jas.
drži me na zemlja padna ti, gušna ti. Denovi znam minat toliko brzo kako vozovi, no samo ti. Ti si mojo dom i sila, ti si moje sve što imam, ti si moja posljedna stanica. Koreni, ko moja duša pušti ti, raka na srce ostavi, che vine stegna, neka che vine stegna ti. Koreni, ko moja duša pušti ti, sa mene nema veze zastori, ako ne si sretna, ako ne si sretna ti. Od tvoj terace dojde prolet, srce bije isto sve ko ide kraj tebe. Denovi znamke minat toliko brzo kako vozovi, no samo ti. Ti si mojo dom i sila, ti si moje sve što imam, ti si moja posljedna stanica. Koreni, ko moja duša pušti ti, raka na srce ostavi, che vide stegna, neka che vide stegna ti. Koreni, ko moja duša pušti ti, sa mene nema veze zastori, ako ne si sretna, ako ne si sretna ti. Dojde denot moja najmila, ti da videš moja nevesta. Bela ruba, majka ke ti sprema, jaz ke dojdam da te zemam. Zlaten prsten, tebe ke ti dadam, iso tebe jaz ke ostaram. Ej, danes jaz pravam svadba golema, zapejte, svadba
Почитувани слушатели, да ги проследиме уште една соопштенијата од Нјукастел и околината. Пензионерското друштво Гоце Делчев од Нјукастел организира прошетка со автобус до Сиднеј во местото Пакли Маркет, и тоа во сабота на 17 ноември со поаѓање на автобусот од пред црковната сала во 7:30 сатот сабајлето. Цената е $20 по лице. Исто така, Пензионерското друштво најавува дека пензионерската чланарина може да ја платите за ова година ако се јавите во салата секој понеделник и четврток кај управата на Пензионерското друштво Гоце Делчев од Нјукастел. За сите погреби во црквата Света Богородица, црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручекот и сервирањето на истиот. За повеќе информации околу ова, јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456, кај Ристо Веловски на 0414 296910 и кај Саше Стојчевски на 0408 490148. Исто така, кај овие членови може да се јавите за салата ако ви треба за некои веселби и други потреби. Ви стоиме на располагање со нашата македонска сала. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Борис во сабота на 28 и недела на 29 октомври. Продолжуваме со поновите вести од Македонија. Пратениците од ВМРО ДПМН и од Коалицијата за подобра Македонија на заедничка координација одлучија да се откажат од дебата која што се води во Собранието на Република Македонија. Пратениците од ВМРО ДПМН и Коалицијата изразија увереност дека предложените измени и амандманите на Уставот нема да минат во Собранието на Република Македонија, при што едногласно ја потврдија својата позиција дека ќе гласат против уставните измени, велат во писмениот допис до медиумите. Претходно, Панчо Минов од ГРОМ предложи во заеднички договор на власта и опозицијата да се формулира уставен амандман за употреба на уставното име во внатрешниот правен поредок, се до исполнувањето на полноправното членство во Европската Унија. Министерот за надворешни работи Никола Димитров рече дека предложените амандмани го гарантираат тоа дека Македонија ќе го финализира спроведувањето на договорот паралелно со нејзиното пристапување во Европскиот сојуз. Според него е важно и Грција да има интерес Македонија да оди побрзо во Европската Унија. Пратеникот од ДУИ Артан Груби посочи дека договорот со Грција е единствена алтернатива на патот кон евроатлантските интеграции. Според него потребно Македонија да гради добрососедни односи и да се засили меѓуетничката кохезија во државата. Се очекува расправата да заврши во наредните денови, а за гласењето за уставните измени треба да се обезбеди двотретинско мнозинство, односно 80 пратеници. Јанушев вели, граѓаните се тие кои кажаа дека референдумот е неуспешен, а договорот мртов. Ние не кажуваме од памет дека договорот е мртов, односно дека договорот треба веќе да го заборавиме, туку тоа го кажа граѓаните кои се единствените кои што го даваат легитимитетот во однос на вакви најзначајни моменти во историјата на државата. Изјави во емисијата Топ тема на Телма телевизија генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев. Нема никој пратеник, нема никој човек во државата легитимитет да го бара ова што го бараа ЗАЕФ и СДСМ. Никој ова не го ветил на избори, не издегол со ваква програма. Референдумот доживеа фијаско. Сигурен сум во нашиот став и сигурен сум во однос на тоа дека претениците од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија ќе останат доследни, потенцираше Јанушев. Во врска со напуштањето на седницата за уставни измени од страна на пратениците на ВМРО ДПМН, тој посочи дека нема потреба од јалова дебата, бидејќи изминатите месеци се што требаше во однос на договорот и целиот процес е кажано и јавноста е запозната со тоа и додека
додаде дека на СДСМ за жал касно им текна дека треба да се разговара за договорот. Може би касно, за жал, но СДСМ конечно се свестија дека треба да зборуваат за договорот, бидејќи во целата она кампања за неуспешниот референдум не спомна ни Д од договорот, дека гледаме како сами на себе си држат говори во собрание во однос на договорот, вели Јанушев. Тој нагласи дека сите треба да сватат дека договорот е завршна приказна. Референдумот е неуспешен. Договорот е мртов и затоа нема што повеќе време да се губи и да се тактизира во собрание. Мицкоски па вели, јавноста наскоро ќе го слушне забранетиот говор. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски тврди дека ако можеле Федерика Могерини и Дженс Столгенберг да се обратат во собрание, може и тој. Во интервју за Дојче Веле, Мицковски се однесува како Далај Лама, нарекувајќи го својот говор забранет. Бидејќи трпеливи, денес утре ќе го слушнете забранетиот говор и сето она што сакам да и го сопштам на јавноста како моја порака, вели Мицковски во интервјуто. Јас знам дека во парламентот досега биле дозволени обраќања на многу личности кои не биле претеници. Во изминатиот период се обрати Могерини, се обрати Столтенберг. Ако можеа странски представници да се обратат, не разбирам зошто не може да се обрати и лидерот на најголемата опозиција партија. Во доцните 90-ти години се обратија и студенти и имаме многу други примери во минатото. А само еден ден претходно од премиерот чувме пораки за помирување, простување, вели Мицковски, одговарајќи на прашањето зошто го дефинира како забранет говор, кога деловникот не предвидува можност за ваше обраќање во собранието. Тој во интервјуто не кажува став за пораките во писмото за помошник државниот секретар на САД Вес Мичел, кој вели дека е разочаран од раководството на ВМРО-ДПМН, соопштувањето на ставот го најавува во текот на денот. Околу ова прашање има ли шанса заедно со Заев да најдат заеднички јазик за договорот од Преспа? Мицковски одговори со категорично не. Има шанса да констатираме дека договорот е мртов. Секое натамошно силување на овој процес само ќе произведе дополнителни тензии и поларизации за општеството, а единствен виновник за тоа е Зоран Заев, кој ветуваше нешто што не може да го исполни, како пропадна предлогот и Лигденска Македонија. Ципрас рече дека нема 151 пратеник што ќе го прифати тој предлог, тоест дека нема мнозинство во грчкиот парламент. Зошто Заев не рече немам двотретинско мнозинство и не го прифаќам предлогот Република Северна Македонија. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска ќе се обрати до граѓаните на Република Македонија, соопштуваат на кратко од председателскиот кабинет. Обраќањето ќе биде од Вила Водно во 3 сатот. За сега нема официјална информација на која тема ќе говори и што точно ќе соопшти председателот Иванов. Нешто и од Грција. Косијас поднесе отставка од министерската функција. Грчкиот министер за надворешни работи Никос Косијас поднесе отставка. Премиерот Ципрас ја прифатил и го презел водењето на ресорот. Од неговиот кабинет велат дека ќе направи се за да помогне во завршувањето на договорот од Преспа. Грчкиот министер за надворешни работи Никос Косијас поднесе оставка од функцијата, потврди македонската телевизија под паролот на грчката влада Димитрис Санакополус. Ципрас ја презел функцијата шеф на дипломатијата и во наредните денови ќе се разгледува можноста за назначување нов министер за надворешни работи, велат од грчката влада. Под паролот Санакополус вели дека ова нема да влијае врз спроведувањето на договорот од Преспа. Ја цитираше за македонската телевизија изјави на премиерот Ципрас дадена по отставка на Косија, според која тој ја повторил посветеноста на договорот од Преспа. Ќе направам се што е можно за историскиот договор од Преспа да има успешна завршница. Ова е важно за Грција и за соседната земја, изјави Ципрас. Грчкиот премиер му се заблагодарил на Косијас за придонесот за државата во последните 3,5 години. Косијас заедно со шефот на македонска дипломатија се потписници на договорот за името од Преспа.
Нешто и за здравието. Газирана вода е корисна за организмот. Минералната вода е корисна и за срцето, посочува ново истражување на Фрамингамскиот универзитет. Конзумирањето газирана вода може да биде корисно за организмот на повеќе начини, бидејќи помага при лошо варење и спречува создавање камен во жолчката и бубрезите. Минералната вода е корисна и за срцето, посочува овај универзитет, кој повеќе десетици илјади луѓе опфатени во студијата што трае неколку десетлија, дури и кај потомци и првите учесници, научниците ја следеа и густината на коските. Резултатите говорат дека просечната густина била намалена само кај жените кои 3 пати неделно пијат засладени газирани напитоци, како на пример сокови. Според истражувањето, фосфорната киселина влијае на тоа, а не карбонизираната вода, како што некои тврдат. Слични состанија објави Универзитетот од Бостон. Трајно решение е здрава исхрана и редовно вежбање, но има еден многу корисен совет што може да го олесни ослабењето. На самиот крај на програмата сакам да ви пожелам добро здравје, голем успех во иднина во истото време од Пеце Вртковски. Пријатна вечер, добра прием и пријатно дослушање.